Останува актуелен проблемот со кучињата скитници и опасноста од пренесување заразни болести врз луѓето, кои во изминатите години често пати беа жртва на каснување. Деновиве во Македонија е актуелно и беснилото кај мачките. Во Тетово се уште нема регистриран случај на преносливиот вирус кај домашните и улични мачки. Како да постапат сопствениците на домашните миленици доколку забележат симптоми на беснило и на кој начин да се заштитат граѓаните доколку бидат каснати од мачка? Ако дојде до каснување или гребнување од маче со недефиниран статус, значи дали е вакцинирал или не, газдата не знае или пак не ја извршил таа законска обврска, треба да реагира во најблиската ветеринарна установа. Ние како ветеринарна установа излегуваме на терен, значи ако добиеме пријава дека некој маче е каснат, некој човек е каснат или гребнат од мачка, излегуваме истиот ден на терен. Вршиме обсервација на мачката, значи приметуваме дали е нешто сменето во нејзиниот карактер и однесувањето. Потоа после 5-тиот ден повторно се излегува на терен, се врши повторна обсервација и на 10-тиот ден, ако се забележи дека нема никакви промени во однесување на мачето, значи немаме агресивност, немаме слинење, немаме одбивност на вода, тогаш по неколку дена се вакцинира мачето против беснило и се издава картонче на својот газда. Тоа картонче значи самиот собственик е должен секоја година да врши вакцинација на своето мач. А ако дојде до каснување или гребнување од мачка која што е скитник, значи со непостојано место на живење, тогаш ние како ветеринарна установа издаваме потврда дека тој собственик е каснат од маче во областа, пример, Ајдучко мало, со недефинирано место на живење и потоа таа потврда му се дава на собственикот оди во медицински центар и потоа они се надлежни да преземат понатамошни мерки со цел заштитување на здравјето на луѓето, значи на човекот кој што е каснат или пак гребнат од страна на мачка. Кај домашните животни кои имаат беснило се јавува плашливост, вознемиреност, агресивност, зголемено лачење плунка и појава на пена на устата. На човекот вирусот може да се пренесе преку лижење, каснување и гребење. Беснилото значи се манифестира во две фази. Првата фаза е мачето сега во моментов губи интерес кон својот газда. Е онерасположено, не реагира на газдата, избегнува храна и секако што поминува вирусот, доаѓа до појавување на агресија, значи, кај самото маче, агресивно и кон својот газда, гребе, ржи и доаѓа до појава на слина и агресивност како кон својот газда, така и кон случајни минувачи. Заради избегнување на беснилото, од ветеринарните станици апелираат собствениците на кучиња и мачки секоја година редовно да ги вакцинираат своите миленици. Како и за кучиња, така и за мачки, собствениците на миленици се задолжени да извршат вакцинација на своето милениче, се со цел избегнување на болеста беснило. Кај мачките, таа вакцина според новите стандарди треба да се спроведе на 5-месечна старост, се со цел избегнување на компликациите кои што настануваат како последица на невакцинирање на мачето, а ако дојде до каснување или гребнување на некој дали собственикот или пак некој случаен минувач. И покрај тоа што од Агенцијата за храна и ветеринарство го потврдија случајот на присуство на вирусот во Скопје, невладините организации за заштита на животните тврдат дека во Македонија нема беснило.